Добре дојдовте назад во Задар. На почетокот на емисијата најавивме дека ќе ги тестираме Ford Ranger Raptor и ST, па почнуваме со ова монументално издание на Ranger, кое за европскиот пазар ќе го замени F-150 кој никогаш не ни дојде. Но со пристапот во изработката, дотерувањето, но и опремувањето, малиот Ranger не се разликува многу од огромниот F-150. Но да не зборуваме многу, тргнуваме веднаш на терен за да ги видиме неговите можности. И веќе сум во внатрешноста на Ranger Raptor. Имаме неколку километри оф-роуд на кои би требало да се видат сите атрибути на овој модел. Она што треба да се истакне е дека има многу измени квалитативни во однос на обичниот Ranger. Пред се задните амортизери се гасни, исто така има и спирали кои ги заменија лиснатите пружини. Тоа овозможува многу подобри карактеристики во возењето. Промената на лиснатите пружини со спирали нуди многу поголема удобност не само на пат, туку и на офроуд. Првиот дел ќе го возиме на асфалтиран пат, каде што забележуваме дека Ranger Raptor се однесува како големо спортско корисно возило. Во голема мерка му помага дволитарскиот турбодизел мотор кој има 210 конски сили и неговата работа одлично е впарена со новиот 10 степен автоматски менувач. Рака на срце, овој менувач е употребен во американската верзија на F-150 Raptor, но за волја на вистината треба да се каже дека овој менувач има променет однос на брзините. Повеќе е скроен да биде добар за европските купувачи. Па затоа односот спрема преносите е нешто помалку изменет. И изменет е во име на поголемата удобност, но и економичност, бидејќи ова возило тежи преку 2 тона, а бележи во градски услови, барем како што декларира производителот, потрошувачка од неполни 8 литри, што е извонредно економично за овака консталирано возило. Ranger е наменет за работа, но Ranger Raptor е наменет за парада. Бидејќи има огромни амортизери, има огромни тркала, има добро заштитен товарен дел и со кожа обложена внатрешност. Сето она што е пред возачот изгледа сосема ергономски, но прва замерка на Raptor е што ги задржа во внатрешност материјалите како кај обичниот Ranger. Еве видете, големата централна конзола и сите овие пластични површини делуваат ефтино, многу се тврди и слушате звукот каков е, како од тапан. Но тоа е цената на доработка на возило. Ford не сакаше ништо да смени во внатрешноста, осем поголемиот луксус, но затоа се погрижи да направи големи промени на технички план. Ние ќе ги видиме сега кога ќе излеземе надвор од асфалтот. И конечно се наоѓаме на терен. Според инструкциите на домакините ја ставаме трансмисијата во погон на 4 тркала и ги уклучуваме еден од електронските пресети за движење, а тоа е Mud and Snow. Таквите пресети ги има дури 6, од спортско возење па се до
пресет за возење по тежок терен исполнет со камења и со кал. Исто така е многу комплицирано да се вози теренско возило на песок, а тоа сега ќе го направиме. Во досегашното возење Раптор се покажа како одлична солуција за асфалт, а гледам според овој терен што го форсираме, одлична солуција е и за теренско возење. Нема некои големи предизвици, а дури и вибрациите и нишањето на каросеријата е многу намалено благодарение, ќе повторам, на спиралните пружини кои се ставени на задната оска. Така да Раптор на терен се однесува многу култивирано и можам да кажам удобно. Поради големото меѓуоскино растојание кое го има Раптор, многу е тешко да се избегнат нерамнините на теренот. Јас сакам да му се заблагодарам на нашиот снимател што поминува низ волку непријатна средина за него, бидејќи не само што треба да гледа каде возиме, туку и треба да снима што правиме и како возиме. Се со цел да ви покажеме што значи Раптор да се вози на терен. И конечно доаѓаме до ултимативниот тест на можностите на Раптор. Прво ќе идеме надолу, а спуштањето е некои си повеќе од 30 степени. Исто така ќе имаме и качување од 30 степени, но со асистенција на електрониката за спуштање по надолнини нема никакви возбудувања. Теренот е навистина многу стрмен, но јас како возач не чувствувам никаков предизвик за да го поминам, бидејќи електрониката ја одработува работата за мене. Со Раптор може да се забавуваме уште долго време, но за жал нашата посета на Задар и тестирањата на Раптор е ограничена, а имаме уште и работа со Фокус ST. Но само да заврши теренското возење на Раптор, ние ќе се фокусираме на жешкиот хеджбек кој ни доаѓа од таборот на Синиот Орел. Рейнџер Раптор е извонредно забавно возило. Тоа ќе дојде во Македонија, не знаеме кога точно, но цената би била некаде околу 60.000 евра со сите давачки. Сега преминуваме на жешките хеджбеци, на возилата кои се спортски ориентирани и ни будат посебни чувства. А еден од тие е Ford ST. Изведба со 2,3 литрен EcoBoost мотор кој произведува 280 конски сили. Конструиран да ги задоволи спортските амбиции на возачите, Focus ST има мала конкуренција во светот на автомобилите, а може да пружи големо задоволство. А кога сме околу задоволствата во возењето, да видиме какви задоволства ќе ни исполни оваа ултимативна машина за оваа класа. Секогаш кога се соочувате со спортска изведба на големосеријски модел, очекувате многу. Кај Форд очекувањата се уште поголеми, бидејќи со децении ги негува таквите модели кои се дотерани да пружат доволен комфорт за секојдневна употреба од една страна, а од друга страна пак знаат да покажат заби и на многу поскапите спортски модели. Таков е Focus ST по надворешноста, можете да го забележите по спуштената каросерија, незината портокалова боја, 19-инчните тркала и црвената ознака ST.
Во внатрешноста работите стојат поинаку. Таму се е подредено да ве подсетува дека се наоѓате во автомобил способен да пружи многу. Школкастите спортски седишта произведени од специјалистот Рекаро, богатата опрема, мултифункционалниот управувач и му благодарам на Севишниот, сега стрелките на инструментите имаат црвена наместо сина боја. Централната конзола е исто како кај сериските изведби на Фокус, но таквиот амбиент сосема одговара на спортските манири на уредување. Изведбата ST е позната по своите спортски карактеристики кои доаѓаат од моторот. Тој е познат како најмалиот во изборот на Мустанг. Неговите 4 цилиндри имаат капацитет од 2,3 литри и со помош на турбина испорачуваат 276 коњи кои се пренесуваат на предните тркала преку 6-степен мануелен менувач. Со притисок на копче се стартува моторот, чиј звук во одушевува. Пригушениот резонантен звук како да вибрира насекаде околу возачот, со забрзувањето хипнотичката пригушена галама како да ве обзема. Без оглед дали возите брзо или споро, можете да уживате во рапсодијата на цилиндрите. За жал, маршрутата која домакините ја избраја изобилуваше со свиоци, но ригорозните ограничувања на брзината, недозволените претекнувања и гужвата на патот не ни дозволија да уживаме во перформансите. Затоа се посветивме на другите содржини. Преку воланот можете да ги контролирате повеќето функции на автомобилот. За спортските ентузијасти многу важен дел се перформансите, а тие се достапни на едно копче. Преку него се активираат електронски дефинирани модуси на возење, од нормалниот преку спортскиот до тркачкиот, во кого услугите на ESP-то се откажуваат. Управувањето станува покруто, потпирањето се спушта за 10 мм благодарение на адаптибилните амортизери кои се дел од сериската опременост. Во ниту еден случај не смее да се заборави дека со помош на сопирачкиот систем работи векторингот на вртежниот момент и има електронски контролиран диференцијал против пролизгување на тркалата. Таквата конфигурација овозможува одлични перформанси на управливоста и стабилноста на автомобилот. Иако немав услови да ги доведам до максимални граници, возните својства барем успеав да ја почувствувам возбудата на возењето на еден жежок модел. А како да не кога забрзувањето до стотка е 5,7 секунди. Иако немав многу можности да го цедам поради густиот сообраќај на Јадранската магистрала во потегот од Каштела до Скрадин во должина од 90 км, ми се створија 3-4 можности да го погонам Фокус ST токму онака како што сакав. Мануелниот менувач наметнува возачки стил од старата школа. Каросеријата понизно ги исполни моите команди, со малку навалување безпрекорно ги поднесе сите оптоварувања, а јас си кажав сам на себе дека е време да се скротам и крајните можности да ги испитам во адекватни услови. Остатокот од возењето се одвиваше на автопат, каде без проблем се одржуваше брзината од 220 км на час. По пристигнувањето на финалното одредиште, просечната потрошувачка изнешлуваше 11,8 литри, што е сосема прифатливо за ваков мотор и стил на возење. Со цена од 32.900 евра до регистрација, Фокус ST нуди многу повеќе од очекуваното. За оние кои сакаат повеќе, ќе треба да ја почекаат изведбата RS. Но купувачите кои сакаат да имаат одличен компакт за секојдневна употреба, кој секавично се трансформира во машина со тркачки перформанси за разумна цена, тогаш ST е вистинскиот избор.